Значи денеска имаме сугестија од Централниот одбор за одложување на оставките. Ниту моите оставки се дискутират, ниту се одлучува по моите оставки. Од единствена причина, кога ги најавив на 31 вечерта, потврдив дека останувам овде за да помогнам да се одржи парламентарното мнозинство и ако може да се појачи, да се зголеми. И така е одговорност и према државата и према целиот наш народ и логично е да бидам посветен на овој процес. Немам нешто друго дополнително да додадам, затоа што председавачот на Централниот одбор ја ги соопшти одлуките на Централниот одбор, а истовремено даде одговор на сите ваши прашања. Дали заувимате подршка од меѓународните партнери? Со вашето враќање да се Благодарам на сите. Од меѓународните партнери? Немам нешто повеќе. Да, но Подршка- само ваше очекување. Дали очекувате мнозинството да се стабилизира, затоа што веќе ВМРО презема конкретни чекори? Дали вашето враќање може да влие да се стабилизира вашето мнозинство? Искрено очекувам дека парламентарното демократско мнозинство ќе се стабилизира. Пред се тоа што е ориентирано за евроатлантскиот пат, тоа што е ориентирано за мултиетничкото наше општество, тоа што е ориентирано за држење на добрососедските односи и тоа што е ориентирано кон позитивните реформи во државата. Затоа се овие напори. Уште еднаш напоменувам, вечерта на 31 кога објавив оставките од двете функции, реков, останувам периодот за да се посветам, да помогнам во одржувањето на парламентарното мнозинство, ако може тоа парламентарно мнозинство и да порасне. Деновите пред нас, секако тоа ќе го знаеме сите. За одложувањето на оставката дали имате подршка од меѓународните партнери? Ки прашате меѓународните партнери за таква работа. Јас денеска бев на седница на Централниот одбор со сите аргументации, беше логично сугерирано да се направат максимални напори да се одржи парламентарното мнозинство. Објавив Facebook статус за да појаснам дека важно е државата да не се врати повторно во минатото на кавги и дома и надвор, да ги загрози евроинтеграцијските процеси. Секако важно е заради тоа што сме во време на пандемија се уште, енергетска криза, денеска владата носише сериозни одлуки за сите овие прашања. Одговорноста на секој граѓанин, не на политичарите, обстои.